Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала на опожарен смет на улицата Тоде Мендол, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според билтенот на регионалниот центар, вчера и пожарникарите од единицата на Старо Нагоричане гаселе опожарена сува трева. Инаку од почетокот на годинава, територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане евидентира помал број на пожари споредбено со истиот период лани, соопшти командирот на единицата Далибор Трајковски. Тој апелираше до жителите и до собствениците на викенд куќите да не палат оган на отворено, а пак доколку забележат пожар, веднаш да пријават на 193 или на бројот 112 за итни случаи. Во текот на оваа година бележиме помал интензитет на пожари во однос на минатата година, што е добар показател. Да се надеваме дека и во периодот што предстои ќе нема зголемен обем на действувања и ќе нема пожари. Со сезоната што почнува сега со жнење на земјоделските култури, се ќе биде зголемена опасноста од пожари, посебно после жетвата, така да се надеваме и апелираме до жителите на општина Старо Нагоричане и до сите кои гравитираат во ова населено место, да не се пали оган на отворено место, доколку се забележи оган, да се пријави на 193 на 112 со цел навремено действување и интервенирање да не се прошири од поголеми размери, како што беше во минатата година, кога во периодот на месец јули и август имавме сериозен број на пожари на повеќе места на нашата територија. Еден пожар може да настане да се прошири на голема територија, да се потфатат и борова шума, не дај Боже, и останат и други дрвја. До сега во овој период имаме 45 интервенции на отворен простор, поголем дел се на отворен простор, тоа се ридови, некои ѓубришта запалено и така. Мислам дека на една или две куќи имаме интервенирано и тоа е. Лани колку беше со 230? Лани имавме 117 бројка во текот на целата година. Територијалната противпожарна единица располага со 2 противпожарни возила, тие што може да ги видите зад мене. Там и Мерцедес од 81 и 88. Апелираме до локалната самоуправа и до надлежните во државата, доколку се во можност да помогнат со обновување на возниот парк. Секако и во летниот период имаме потреба од пожарникари кои ќе ни помогнат во гаснењето на пожарите. Ние сме 9, секоја помош е добре дојдена од каде и да дојде.